И бидејќи сме согласни дека ова е најубавиот период од годината, најромантичниот, најсветкавиот, најпрекрасниот, Марко Шипка се наоѓа во срцето на градот и токму оттаму ќе ве дружи вас, народот кој што ја сака забавата и ја сака културата. Ќе ве праша интересно прашање, па ќе повикам дали се слушаме, Марко? Така, Оливера, поздрав од овдека од срцето на Скопје, од студиото се селим овдека директно во центарот на Скопје, во срцето на Скопје. Како што веќе гледате на плоштадот Македонија, веќе е украсен дел од градот, нормално до 31 декември кога ќе дочекаме новата 2021 година, се надевам дека градот комплетно ќе светне во оној новогодишен сјај. Веќе се чувствува магијата овдека од Скопје и како што најави и ти, ги начекавме Скопјани токму овдека со нашиот колега снимател Бранислав да проследиме сето она што овдека го има и како владе новогодишната магија преку анкетата која направивме, а ќе прогледнеме во продолжение. Ако би дале име на короната, како би ја нарекли? Не знам ја такви работи, дечко. Поред вас, од она што ни го направи како зло, да речеме, Па не би можам, не сум размислувал. Плашило, да. Затоа што ме извади од памет. Не, фала. То само може да го направи Свети Јован Крстител. Кратко, многу кратко, ве молам. Не можам. Ќе ве молам. Не, ќе ве молам. Регулатор. Регулатор. Зошто? Па затоа што нема никој кој да го регулира, извините. Кој да ја регулираат популацијата на рапидно растечката популација на луѓе. Не сум расположен. Најголемо зло за здравјето на човекот. Јас ја прележав и знам што е. Страшна работа, сериозен вирус. Како би дале име на короната? Не, фала. Масони. Современа куга. Се брзам во банка одам, не се брзам. Не знам, праша господјава. Ништо не замина, фала. Коронаубиец. Поред вас. О, зло корона. Какво име да и дадеме? Вештица. Вештица со оние пипки. Вештица. Па не знам, ста тешко прашање. Не, воопшто. Како ви размислувате према него? Па- Што не го направи како зло? Па уништувац на забави, на економија и на да. Најважно на економија, да. Ништо. Да, ете, ја погледнавме анкетата, видовте дека навистина има интересни одговори и секако ќе продолжиме во наредните изданија на Маестрално да го слушнеме гласот и на нашите гледачи и народот кој го сретнавме токму овдека на плоштадот. Нормално ќе бидеме на секаде низ Скопје поделени со нашата екипа и нормално ќе ви донесеме повторно интересни одговори од нашите минувачи кои ги сретнува нашата маестрална камера. Од овдека јас ќе те поздравам, навистина овдека е супер атмосферата, а верувам дека ти се допадна, така да ќе ги поканам само гледачите по завршувањето на емисијата, нормално до крајот, по твојата одјава, да дојдат овдека во центарот на градот Скопје да живеат во новогодишната магија. Оливера?